Добро вечер, го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Еве ги денешните настани. На денешен ден, пред 25 години, се преземени караулите од поранешна ЈНА. Граѓаните повторно застанаа во одбрана на територијалниот интегритет на државата. Ракометарите на Куманово утре го пречекуваат составот на Аринија М. Денеска се одбележува денот на командата на резервните сили, како и 25 години од преземањето на караулите од поранешна ЈНА од страна на припадниците на армијата на Република Македонија. Овој повод свечено беше одбележан вчера на караулата Рамна Нива кај Крива Паланка. На одбележувањето присуствуваше и председателот Ѓорги Иванов, кој порача дека армијата е подготвена да ги штити територијалниот интегритет и суверенитет на државата. На денешен ден пред 25 години е преземено граничното обезбедување од страна на припадниците на резервниот состав на АРМ од поранешна ЈНА. На 11 март 1992 година е поставен камен темелникот и е испишана првата страница од создавањето на АРМ како вооружена сила и гарант на независноста и територијалниот интегритет на нашата држава. Тогаш за прв пат е кренато и македонското знаме на караулите, рече на вчерашната свечаност на караулата Рамна Нива кај Крива Паланка, командантот на Здружената оперативна команда Зоран Милески. Денес, во годината кога армијата одбележува 25 години од своето создавање, лично сакам да им одадам благодарност и признание на сите војници и старешини кои на 11 март 1992 година го поставија камен темелникот и ја испиша првата страница од создавањето на армијата на Република Македонија како вооружена сила и гарант на независноста, територијалниот интегритет на Република Македонија. Во развојот и формирањето на командите и единиците на армијата на Република Македонија, во делот на активната и општата резерва на армијата на Република Македонија, свое значајно место и улога има и командата на резервните сили. Овој ден се смета и за патронен празник на командата на резервни сили. По тој повод свое обраќање пред присутните има и председателот на Организацијата на резервни офицери на Република Македонија Ѓорги Малковски и командантот на командата на резервни сили Киро Калпов. На овој ден дотогашните припадници на територијалната одбрана на Република Македонија од Крива Паланка, а денес припадници на резервниот состав на армијата на Република Македонија, поделени во 3 единици од по 20 на лица, тргнаа од Крива Паланка кон караулите Рамна Нива, Деве Бајр и Коприва со цел да испишат нови страници од нашата понова историја. Тогаш за прв пат на ова место Рамна Нива се развири автохторото македонско знаме. Знамето на истово место и на истиот јарбол за прв пат го подигна Митовски Драги, војник на територијалната одбрана, а караулата ја прими по стариот водник Сонко Ангеловски. Иако поминаа 25 години од моментите кога вооружените сили на Република Македонија презедоа комплетната контрола на нејзината територија и граница, сепак малку се знае и говори за тие драматични моменти. Ќе остане запишано дека во март 1992 година резервниот состав, без војна, без човечки материјални загуби, ги презедоа караулите и станаа првите бранители на меѓуниците на нашата држава по осамостојањето. Командата на резервни сили во составот на Здружената оперативна команда е наменета да изврши мобилизација согласно планот за мобилизација, да реализира обука на командите и единиците, да изврши подготовка на истите со цел заштита на суверенитетот, територијалниот интегритет и интересите на Република Македонија и да даде поддршка на цивилните структури при отстранување на последиците од елементарни непогоди и природни катастрофи. Знамето што пред четврт век се крена тука на Рамна Нива представуваше јасна и недвосмислена порака дека ова е територија на суверена и независна држава, а армијата на Република Македонија е подготвена да ја штити независноста на државата, порача на крајот председателот на државата и врховен командант на вооружените сили Ѓорѓе Иванов. Инаку по повод 11 март, денот на командата на резервните сили на АРМ, беа доделени стимулативни мерки за припадници од единицата за остварени резултати во работата и беше дадена почит на загинатите борци за слобода на Република Македонија и загинатите припадници на АРМ.
Новинарската екипа на телевизија 24 Вести, следејќи го протестот за заедничка Македонија, вчера вечер во Скопје, била вербално и физички нападната од демонстранти, меѓутоа за среќа не дошло до поголем инцидент. Како што вели новинарот Христијан Баневски, инаку поранешен новинар во Телевизија Плюс, организаторите се оградиле од инцидентот со образложение дека тоа било случајно и ненамерно. Баневски тврди дека бил удрен со стап од знаме по тилот од главата, пошто повторно од организаторите им било кажано дека човек што го веел знамето не знаел како се вее и можело било кој да биде удрен со знамето. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги најстрого ги осудува вчерашните напади врз новинарската екипа на Телевизија 24 Вести. Нападот врз медиумските професионалци е директен напад врз демократијата и слободата на говорот во едно општество. Апелираме да се остават новинарите непречено и достоинствено да ја вршат нивната општествено одговорна професија, се вели во соопштението на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Претходно нападната беше екипата на порталот А1, кога снимател и новинар со помал потрес на мозокот завршија на ургентниот центар во Скопје. Сдруженијето на новинари на Македонија повика на бојкот на ваквите протести на кои не се гарантира безбедноста на новинарските екипи, кои се присутни за да известуваат за случувањата од улиците и се постојана мета на вербално, но и физички напади и закани од протестантите, а особено оние кои работат за критички настроени медиуми. Граѓаните на Куманово вчера вечер повторно беа дел од маршот за зачувување на унитарноста на Република Македонија во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Своје обраќање пред платото на Центарот за култура имаше Зоран Петрушевски, кој ги повика и со граѓаните од албанска националност да се придружат на граѓанското движење. Зачувување на унитарноста на државата, не за двојазичност, отфрлање на платформата на албанските партии напишана во туѓа држава, се само дел од пораките кои што граѓаните на Куманово само ги повторија и на синокишниот 9 марш за заедничка Македонија. Кумановци синоќа повторно излегоа на улиците во централното градско подрачје да дадат подршка на одлуката на претседателот Ѓорги Иванов да не го додели мандатот на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев. Дел од граѓаните признаваа дека досега никогаш не учествувале на протести, бидејќи како што велат, никогаш досега не бил загрозен територијалниот интегритет и независност на државата. Пораките однатре нешто не тера. Овие се први протести што излегуваме. Порано не сум излегувал за ниједна партија. На митинзи што се правеа соборите. Оние знаат пораката, ама ние нашето да си го кажеме, па што ќе решат? Македонија на македонците не сите добри луѓе што живеат во нашата држава. Со јазик, химна и секако што треба. Морално сме јаки, знаеме зашто идеме, не? Зашто е да? Па еве шанса сега да се спречи ова што не треба, нели? Мислиме дека многу против држава се работи, да. Сега спас или ќе не биде или нема да не биде, готово. Па ево овако ќе се успее. Овако само на овој начин. Али единствени да биде. Ако се повлечемо и ако кажемо друг да го заврши работу за мене, не може да го заврши. А ми обично тако сме научили. Ако они успеев за нима, и јас сам уз нима. Не бива тој. Свиту заедно. Пред платото на Центарот за култура вчера вечер се обрати Зоран Петрушевски. Тој ги повика со граѓаните од албанска етничка заедница да се приклучат на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Вака јавно ќе ги повикам нашите вечни комши, нашите сограѓани, нашите колеги, нашите пријатели, луѓето од албанската етничка заедница, да ни се придружат во борбата за Македонија. Македонија е и нивна мајка, Македонија и нив ги одржува во живот и како нас. Па према тоа, ве молам еден громогласен аплауз за сите тие кои што стојат позади нас и ќе стојат во деновите што се пред нас. Во исто време, ги поздравувам и навистина им одавам огромно признание на сите други припадници на етничките заедници во Македонија, кои се заедно со нас и овдека и на сите места и не бодрат во борбата која што ја имаме за Македонија. Благодарам на сите припадници, на србите, ромите, бошњаците. Петрушевски на крајот им порача на сограѓаните кои што на последните избори, како што рече, биле излажани да се откажат од нивните лидери.
На граѓаните им останаа уште само 3 дена да ги пријават приходите во управата за јавни приходи. Последниот рок до кој треба да се достават пријавите за дополнителните приходи истекува на 15 март, подсетуваат од управата за јавни приходи. Како што информираат надлежните, деночните канцеларии на УЈП ќе работат секој ден од 8:30 до 18 часот и сабота од 8:30 до 14 часот. Приходи треба да пријават граѓаните кои што освен плата и пензија оствариле и друг дополнителен приход во 2016 година. За сите информации и помош при пополнување на годишната пријава, граѓаните може да се обратат до инфоцентарот 0800 33000 или во деночните канцеларии. Предпријатијата со нацрт проекти за тековните инструменти на Фондот за иновации и технолошки развој до 22 март може да аплицираат за учество на работилница, што ќе организира Фондот на 8 и 9 следниот месец со цел подобра подготовка на предлог проекти. Работилницата е наменета за предпријатија што веќе имаат подготвено нацрт проект за инструментите, кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва, старт-ап и спин-офф и кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации. Бидејќи местата се ограничени, како што информира Фондот за иновации, право на учество ќе имаат првите 20 предпријатија кои што пред почетокот на работилницата ќе имаат изготвено нацрт проект. Аплицирањето, појаснуваат од фондот, е едноставно, треба да се пополнат само основни информации на одреден лик. Целта на работилницата е Фондот за иновации и технолошки развој да даде поддршка во градење капацитети на бизнис заедницата за изработка на предлог проекти. Фондот за иновации и технолошки развој не гарантира дека учесниците на работилницата ќе добијат и финансиска поддршка, се вели во соопштението. По 18 точки на дневниот ред ќе расправаат советниците на седницата што ќе се одржи во понеделник. Освен годишни финансиски извештаи на библиотеката и јавните предпријатија Куманово газ и Куманово паркинг, советниците ќе дискутираат и за утврдување на цена за користење на тениските терени кај спортската сала. Во понеделник ќе се одржи 63-та седница на Советот на општина Куманово, на која советниците ќе расправаат по 18 точки на дневниот ред, меѓу кои и програми за работа на јавни предпријатија, но и погодишниот извештај на општина Куманово за 2016 година. На оваа седница приоритет ќе се даде на годишниот извештај за работа, но и финансиските извештаи на приходи и расходи за минатата година на градската библиотека Тане Георгиевски, а советниците ќе расправаат и за предлог завршна сметка на буџетот на општина Куманово за минатата година, но и годишен извештај на локалната самоуправа за претходната година. Поставањето во функција на тениските терени 23 октомври секако дека следува утврдување на цени за користење на овие спортски терени во непосредна близина на спортската сала, така што во понеделник ќе биде ставена на усвојување предлог одлуката за цените. Советниците ќе дискутираат и за 3-месечен извештај за финансиско работење на јавното предпријатие Куманово газ Куманово од 1 октомври 2016 година до крајот на минатата година, а веднаш потоа ќе следува и гласање за годишна сметка и финансиски извештај на Куманово газ за 2016 година. Исто така ќе биде разгледан и извештај за финансиско работење на јавното предпријатие Куманово паркинг за периодот од 1 октомври 2016 до 31.12 истата година. Потоа извештајот за финансиско работење на Куманово паркинг за периодот од 1.1.2016 до 31 декември 2016 година и на крајот извештајот за работа на Куманово паркинг за целата мината година. Советниците ќе расправаат и за предлог програма за дополнување на програмата за развој на социјалната заштита во општина Куманово од 2015 до 2017 година. Последните неколку точки на дневниот ред се однесуваат на предлог одлуки за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за одредени делови од градот. На 63-та седница ќе се гласа и за предлог одлука за исплата на еднократна парична помош од буџетот на општина Куманово за 2017 година. Седницата на Советот на општина Куманово граѓаните може да ја проследат со директниот пренос на телевизија плюс со почеток во 10 часот и 15 минути.
Бројот на работниците во индустријата во јануари годинава во однос на јануари лани е зголемен за 0,4%, објави денеска Државниот завод за статистика. Во секторот рударство и вадење камен, бројот на работниците во јануари годинава во однос на јануари лани има пораст од 1,2%, во преработувачката индустрија пораст од 0,4%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, парја и климатизација опаѓање од 0,7%. Според главните индустријски групи, бројот на работниците во индустријата во јануари годинава во однос на јануари минатата година бележи пораст кај енергија за 0,6%, интермедијарни производи освен енергија за 2,4%, капитални производи за 5,5% и трајни производи за широка потрошувачка за 4,3%, а опаѓање кај нетрајни производи за широка потрошувачка за 2,2%. Одбојкарките на Сити Волеј Славков Куманово утре со почеток во 12 часот го пречекуваат составот на Наковски Волеј од Струмица во рамките на 10-то коло од сениорската државна одбојкарска лига за жени. Претходно во рамките на 9-то коло од лигата, одбојкарките на Сити Волеј Славков Куманово остварија убедлива победа на гостувањето против составот на Универзитет Тетово со резултат 75-46. Спојувањето на Скопскиот и Кумановскиот тим сезонава се покажа како полн погодок, особено ако се земе в предвид фактот дека од 9 одиграни меча, одбојкарките на Сити Волеј Славков Куманово се второ позиционирани во табелата со вкупно 7 победи. Ракометарите на Куманово утре со почеток во 17:30 часот на домашен терен го пречекуваат составот на Ринија М во рамките на 12-то коло од првата машка ракометна лига на Македонија. Мечот ќе значи борба за третото место во табелата од домашниот шампионат, каде моментално се наоѓа составот на Ринија М со 22 бода, исто колку и Куманово, кои се на четвртата позиција. Средбата ќе се одигра во спортската сала во Куманово, а од раководството на клубот ги повикуваат сите љубители на ракометот од трибините да ја пружаат максималната поддршка за кумановци. Времето денеска во Куманово беше умерено облачно со умерен до силен ветер. Максималната температура изнесуваше 8 степени, а минималната 4. За утре метеоролозите најавуваат облачно и суво време со слаб ветер. Дневната температура ќе достигне до 7 степени, додека утринската ќе се намали до 3 степени Целзиусови. Ова беше се за денешното издание на Дневникот. Имајте пријатен викенд и останете со програмата на ТВ+.